Папата Бенедикт 16 на тет-а-тет средбата со премиерот Никола Груевски, што ја имаа пред официјалниот прием на државно-црковната делегација, искажал подготвеност да ја помогне на Македонија на патот кон евроатлантските интеграции. Поглаварот на Римокатоличката црква и во говорот пред македонската делегација потенцираше дека му е познат проблемот на името со кој Македонија се соочи на самитот на НАТО во Букурешт. Сепак Бенедикт во говорот го користеше меѓународното име под кое Ватикан ја признава Македонија. Свети Кирил и Методи се мост меѓу истокот и западот. Познат ми е напорот низ кој врви вашата земја. Односите меѓу вашата држава и католичката црква се добри и се надевам дека ќе бидат уште подобри. Премиерот побрал подршка од Светата столица да лобира за признавање на Македонија под уставното име кај католичките држави и очекува позитивни резултати. Многу го интересираше проблемот што го имаме со името, нашиот пат за зачленување во НАТО, за членување во Европската унија. Му раскажав неколку детали, ги кажав нашите проблеми околу тоа прашање. Се разбира дека од Ватикан ние имаме и од порано и сега подршка. Исто така го информирав за почетокот на градбата на куќата на Мајка Тереза, спомен куќата на Мајка Тереза во центарот на Скопје, и го поканив на 100 годишнината од раѓањето на Мајка Тереза, тоа е 20 август 2010 година, да ја посети Македонија. Во таа прилика може и да ја освети куќата на Мајка Тереза. По приемот кај папата следеше традиционалниот молебен на гробот на Свети Кирил. Поглаварот на Македонската православна црква направи паралела од времето кога Свети Кирил ја создавал словенската азбука во неговиот роден Солун и денешното негирање на македонското малцинство во Грција. Денес, за жал, таму однесувањето е полошо од она на тријазичниците во твое време. Светителе, денес е сеурнато од она што ви подсетило и на тебе и на нас, и во Солон, и во Кукуш, и во Лерин, и во Костур, дури не се поштедени ни иконите и фреските што подсетуваат на тебе и на нас. 24 мај со државно-црковна делегација овде во Рим го чествува и Бугарија, но под мотото почит кон создавачите на бугарската азбука. Двете делегации има одделни агенди. Додека македонската беше на прием кај папата, бугарите служија молебен на гробот на Свети Кирил. Ватикан, Маријан Николовски, Сител телевизија.